Знаете Државата кој не најмногу сака корумпира. да ги приватизира овие предпријатија, не сака да ги приватизира луѓе со коруптивен мајндсет. Заради тоа што тоа се пари и ресурси, значи мора да има струја. Има и социјална компонента на пример у струјата. Кога снемува струја, луѓето се загрижени и викаат по секоја цена сакам да имам струја. И онда луѓето не гледаат колку е платено за струјата, него битно е да има струја. И на пример они гаси струја 2 дена, се мрзнат луѓето, се прави социјален притисок да има струја, платија 200 милиона ако треба платија, си создава алиби, плаќа 200 милиона, 20% тие 200 милиона у джеп кај него, вие ќе имате струја, добро е. Еве, пушти ја пак струја и не се гледа криминалот, туку вие сте молеле да се плати. Затоа не се дава тоа, затоа тие што имаат коруптивен мајндсет не ги денационализираат. А тие што имаат честен мајндсет, тие вика, види, овде ќе има простор за многу корупција, разни директори, службеници, ово она ќе прават шема, тоа не се контролира, социјален елемент има тоа. Дај да го приватизираме, тој што е приватникот нека му ја мисли, он ќе си го работи тоа и тоа е тоа. Договорот ќе му рече у текот на еден месец, 2 сати ако снемаш струја поише од 2 сати ќе си платиш пенал. Тоа му го викаш у договорот, сакаш да, продавај, терај. Така се прави тоа. Он не може да корумпира, он не може да биде корумпиран приватникот, заради тоа што ако он нешто прави на сопствена штета би била таа корупција. Башка не работи со државни пари, не работи со буџетски пари, си работи со сопствени пари. А ова друго се чува за да биде извор на корупција, извор на нелегални пари. Мислам, овие предпријатија се чуваат за да можеш ти од буџетот да префрлаш пари, па после да ги вадиш по различни фирми за да си ги ставиш у джеб. Ако го немаат они Елем, Мепсо и не знам кој, они од кај ќе ги вадат парите? Како ќе прават бизнис?